Демихисарската регија е волшебна убавина која не можете да ја опатите со еден поглед на окото во еден миг. Таа ве освојува без збор и буди желба да му се вратите повторно и повторно. Демихисарската питомост ме наведе да дојдам во Демихисарско, да прошетам низ демихисарските планински горостаси, изворишта, потоци, реки и речни долини, поодблизу не само да се насладувам од колоритната убавина што му ја дарила природата на овој крај, туку и со креативноста на демихисарци, поточно речено на демихисарските хотелиери и угостители во подготовка на разноразните традиционални производи и специјалитети, на демихисарските песни и ора пропратени со екот на тапанот и писокот на гајдата, се со цел сето ова да биде ветнато во светската етно-рурална туристичка мапа. Почитувани мои, додека така народно да се изразам, размислував и се подготвував за мојата нова дестинација, за мој нов документарен запис во Демихисарскава регија, се присетив за демихисарското село Слоешница, кое го посетив пред 15 години, каде што мои домајчини, воедно и водичи во ова населено место, ми беа мештаните од ова село, кои ми раскажаа многу приказни за историското битисување на нивното родно место, кои им ги раскажувале нивните дедовци и баби, а сето тоа го преточив во документарен аудио-визуелен запис. Воедно се присетив на сообраќајните патокази поставени на крстосницата со потница Бренога, изработени од дабови штици, кои беа неумешно изгравирани од некои добронамерници, при тоа заковани на многовековната дива круша од скоруша, на кои со избледени букви пишуваше село Церово, село Вирово, Платинска планина, село Слоешница, а посебно на сообраќајниот патоказ, исто така изработен од дабова штица, при тоа закована на две дабови суви фиданки, кои беа закопани во земјата, на која се наоѓаше неумешно изгравираниот запис "Гостилница на Валајци", кога патував за селото Мредога и за него да направам документарна репортажа, повторно да наминам во селото Слоешница, не само да се насладам од волшебната, колоритната убавина што му ја дарила природата на ова село, да ја почувствувам креативноста на слоештинчани, поточно речено на слоештинчанските угостители, пред се автентичноста, непроменливоста на старата традиција на живење, да се запознаам со подготовката на разноликите традиционални производи и специјалитети, на демихисарските песни и ора пропратени со екот на тапанот и писокот на гајдата, во етнокомплексот Гостилница на Валајци, се со цел сето тоа да им биде пренесено на посетителите, не само од Демихисарскава регија, не само на посетителите од Македонија, туку ширум светот, а сето ова етно капче да биде вметнато во светската етно-рурална туристичка мапа. Почитувани мои, овој пат, така народски да се изразам, одстапив од мојата редовна комуникација со моите соселани ширум Македонија, кога се подготвувам пред да тргнам на терен по нов документарен запис, намештаните од селото Слоешница, воедно и на менаџерскиот тим на етнокомплексот Гостилница на Валајци, не им се најавив,
туку како што вели народот, со Господ напред на своја рака. Почитувани мои, за селото Слоештица со намера да го посетам етнокомплексот гостилница на Валајци тргнав, но не за време на викендите, туку во делни, за да го избегнам така наречениот викенд метеж од возила по нашиве патишта насочни, воедно и врз улицата гости, која е вообичаено во етно-рестораните ширум Македонија, со цел окото на камерата на снимателот на продукцијата Маријова филм, Виктор Костевски, да го забележи секој детал од овој етнокомплекс. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години ги крстарам нашите убави македонски села. 20 и кусур години се наоѓам овдека во Демихисарскава регија. Сум поминал овдека низ многу населени места, сум поминал низ многу етно ресторани овдека во ова регија. Ете, сполајму на Господа што се вели според неговото провидение. Ете, Господ сполајму нему, сакаше овој пат да дојдам повторно во Демихисарско, да намирам тука во селото Слоештица и да намирам тука во етно ресторанот, потоа речено во гостилницата на Валавици, каде што ете, намирам тука да направам нов документарен запис за овај етно ресторан, за оваа етно гостилница, а сето она што ќе биде снимено овдека во селото Слоештица, овдека во овој етно ресторан, ќе ви биде пренесено во новиот документарен запис со работен наслов Етнотуризмот во Република Македонија, етнотуризмот во Демихисарска околија и етно ресторанот, поточно речено, гостилница на Валавици овде во селото Слоештица. Гледајте и уживајте. Почитувани мои, се воодушевив од умешноста на менаџерскиот тим на етнокомплексот гостилница на Валајци, сето ова да не промени ништо од старата селска слоештичка идила. Почитувани мои, предлагам да се насладите од етноубавината на ова етно капче преку окото на камерата на снимателот на продукцијата Маријова филм Виктор Костевски во продолжение на оваа репортажа. Почитувани мои, се воодушевив од умешноста на менаџерскиот тим на етнокомплексот гостилница на Валајци да не промени ништо од старата селска слоештинска идила, посебно валајците кои се уште ги има во овој етнокомплекс, во мене исконски навира сеќавањата мои кога бев дете, кога во моето родно село Рилево
Од Ѓурѓовден па се до Крстовден секое лето доаѓаа неброени карвани валајчари, натоварени едни со извалани јамболии, а други со штотоку искаени јамболии и заминуваа ширум Димихисарската регија, а посебно во селото Слоешница. Почитувани мои, предлагам дел од неуморниот танц на водите на Слоешничката река, Бела река, во неколку децениските стари буки, изработени од многовековните слоешнички буки и дрвени разречени корита, изработени од смреково дрво, да проследите преку објективот на камерата на снимателот на продукцијата Маријово филм, Виктор Костевски, во продолжение на оваа репортажа. Почитувани мои, додека со мојот поглед го истражував хоризонтот кој ме окружуваше, се воодушевив од умешноста на менаџерскиот тим на етнокомплексот гостилница да не промени ништо од старата селска слоешничка идила, старите фурни кои се уште ги има во овој етнокомплекс, во мене исконски навираа сеќавањата мои кога бев дете во моето Рилево, за љубовта кон селото, љубовта кон селскиот начин на живење, навиките кои ги имам стекнато уште како дете, врткајќи се околу мајка ми, гледајќи како го замесува, размесува лебот, собирајќи суви гранчиња за потпалок на фурната, гледајќи како се нагорува, како ја чистеше мајка ми нагорената фурна, народски да се изразам, пролајќи го стасаниот леб во фурната да се печи, а потоа печените сомони, како ги редеше редум во ноќните, залажувајќи ме да не откинам од кравајчето, затоа што кравајчето најсетне требало да појде кај мајка си. Почитувани мои, предлагам дел од неуморниот танц на расплемтените пламени јазици, кои ја нагорува повеќе децениската фурна во етнокомплексот гостилница на Валајци, да проследите преку објективот на камерата на снимателот на продукцијата Маријово филм, Виктор Костевски, во продолжение на оваа репортажа.
Почитувани мои, се воодушевив од умешноста на менаџерскиот тим на етнокомплексот гостилница на Валајци да не промени ништо од старата селска слоешницка идила, во мене исконски навираа сеќавањата мои кога бев дете за леблебијата, сувото грозје, шарените шеќерчина, кои моите ги чуваа за да ги почестат гостите, каде што едва чекав да дојдат гостите, скришум да украдам некое зрно леблебија, некое шарено шеќерче или суво грозје. Почитувани мои, предлагам дел од така народски да се изразам за старинскиот амбиент на етноресторанот во овој етнокомплекс да проследите преку објективот на камерата на снимателот на продукцијата Маријово филм Виктор Костевски во продолжение на оваа репортажа. Екотуризмот, познат и како зелен туризам, се однесува на патување кое е фокусирано на зачувување на природните и културните ресурси со минимално влијание врз животната средина. Оваа форма на туризам поттикнува одговорно однесување кај туристите, како и поддршка за локалните заедници. Во рамките на еко и одржливиот туризам, посетителите се охрабруваат да се поврзат со природата преку активности како што се пешачење, возење велосипед и посета на природни резервати. Една од клучните цели на екотуризмот е зачувување на природната средина. Ова се постигнува со намалување на потрошувачката на ресурси, заштита на биодиверзитетот и едукација на туристите за важноста на заштитата на животната средина. Например, одржливото патување може да вклучува посети на органски домаќинства и фарми, каде што туристите можат да учат за производството на органска храна и важноста на одржливиот живот. Покрај зачувувањето на животната средина, екотуризмот придонесува и за економскиот развој на локалните заедници. Со поддршка на локалните занаети и производи, туристите можат директно да влијаат на подобар животен стандард за жителите на руралните средини. Например, посетата на етно села им овозможува на туристите да учат за традиционалните занаети и обичаи со што се поддржува зачувувањето на културното наследство. Преку овие практики, екотуризмот не само што го збогатува искуството на патникот, туку создава и платформа за позитивни промени во начинот на кој се однесуваме кон нашата планета. Затоа, екотуризмот се смета за една од најважните форми на туризам во светот денес, а воедно обезбедува можности за автентични искуства и зачувување на природното и културното наследство. Екотуризмот игра клучна улога во развојот на локалните заедници. Покрај тоа што придонесува за зачувување на природните и културните ресурси, оваа форма на туризам му овозможува на локалното население директно да се вклучи во туристичката индустрија. Ова вклучување може да биде преку обезбедување сместување, водење тури или продажба на локални производи,
Посетата на најубавите села во Македонија не само што обезбедува автентично искуство за туристите, туку и ги поддржува локалните занаетчии и земјоделците. Еден од најважните аспекти на екотуризмот е заштитата на биодиверзитетот. Преку развој на одржливи туристички практики, можно е да се намали негативното влијание врз екосистемите. Туристите се охрабруваат да учествуваат во активности како што се пешачење и возење велосипед, што им овозможува да истражуваат природни живеалишта без да ја нарушат својата равнотежа. Овие активности не само што промовираат здрав начин на живот, туку и ја подигнуваат свеста за важноста на зачувувањето на природната средина. Екотуризмот е одлична можност за едукација на посетителите за еколошките прашања и за одржливите практики. Туристите може да учествуваат во работилници и предавања кои се фокусираат на зачувување на природните ресурси и намалување на нивниот еколошки отпечаток. Например, посетата на руралните области дава можност да се научи за органското земјоделство и за техниките за зачувување на природата. Еден начин на кој екотуризмот ги поддржува локалните заедници е преку промоција на занаети и традиции. Посетителите можат да учат за традиционалните вештини и да учествуваат во работилници што ги одржуваат локалните занаетчии. Овие активности не само што го збогатуваат туристичкото искуство, туку помагаат и во зачувувањето на нашето културно наследство. Кога ги посетуваат традиционалните македонски кујни, туристите можат да вкусат автентични јадења и да научат рецепти што се пренесуваат од генерација на генерација. Екотуризмот е мост помеѓу луѓето и природата, овозможувајќи им на посетителите да ја истражуваат убавината и разновидноста на светот околу нив на одржлив начин. Со промовирање и зачувување на животната средина, поддршка на локалните заедници и едукација за еколошки прашања, екотуризмот има потенцијал да ја обликува и днината на туризмот на еден позитивен начин. Посетителите кои го избираат овој вид патување не само што придонесуваат за зачувување на природата, туку добиваат и можност да доживеат автентични култури и традиции што ги збогатуваат нивните искуства. Екотуризмот има витална улога во зачувувањето на природните ресурси. Со развивање на туристички практики што ги минимизираат негативните влијанија врз животната средина, можно е да се зачува природата убавина за идните генерации и поколенија. Одржливиот туризам гарантира дека природните ресурси се користат во рамките на нивниот капацитет, спречувајќи го осиромашувањето и деградацијата. Например, посетите на природните резервати во Македонија можат да се управуваат на начин што ќе обезбеди заштита на екосистемите и ќе обезбеди едукативно искуство за посетителите. Еден од клучните аспекти на екотуризмот е вклучувањето на локалните заедници во процесите на донесување одлуки за заштита на природните ресурси. Локалните заедници имаат длабоко разбирање за нивната околина и можат значително да придонесат за развојот на одржливи туристички практики. Со вклучувањето на локалното население,
туристите добиваат можност од прва рака да учат за природните ресурси, што дополнително го збогатува нивното искуство. Ова се рефлектира во важноста на посетите на етно села и традиционални занаети, каде што посетителите можат да учат директно од локалните занаетчии. Развивањето на инфраструктурата, што го поддржува екотуризмот, е од суштинско значење за долгорочниот успех на оваа форма на туризам. Ова вклучува изградба на еколошки сместувачки капацитети, воведувањето на велосипедски патеки и пешачки патеки, не само што ја намалува зависноста од моторни возила, туку им овозможува и на туристите од прва рака да ја доживеат природната убавина и недопрената природа. Одењето на велосипедски тури во руралните средини им овозможува на туристите да ја истражуваат природата, а воедно активно да предонесуваат за зачувување на животната средина и околина. Преку екотуризмот, туристите имаат можност да се едуцираат за важноста на зачувувањето на природната средина и одговорното користење на ресурсите. Една од најголемите предности на екотуризмот е неговото потенцијално позитивно влијание врз локалната економија. Со промовирање на локални производи и услуги, екотуризмот може да го стимулира економскиот развој во руралните подрачја. Ова се постигнува преку директна продажба на локални производи кои посетителите често ги купуваат како сувенири. Посетителите исто така имаат можност да престојуваат во автентични сместувачки капацитети во етно села, што директно придонесува за приходите на локалните заедници. Освен што придонесува за зачување на природните ресурси, екотуризмот го поддржува и зачувувањето на културното наследство. Туристите што ја посетуваат Македонија често се заинтересирани за традиционалните македонски обичаи, за македонски занаети и гастрономија. Тука доаѓа до израз важноста на етно селата и традиционалните занаети, каде што посетителите може да дознаат за богатото културно наследство на Македонија. Организираните фестивали на традиционалната македонска музика и на македонските саеми на локални производи дополнително ја збогатуваат туристичката понуда. Екотуристите често се мотивирани од желбата да остават што е можно помалку негативно влијание врз дестинациите што ги посетуваат. Оваа практика, позната како одговорен туризам, вклучува почитување на локалните заедници, зачувување на природната средина и поддршка, се разбира, на локалната економија. Активности како што се пешачење, возење велосипед, посета на природни резервати им овозможуваат на туристите да уживаат во природната убавина, а воедно да го поддржат одржливиот развој. Можете да дознаете повеќе за овие активности во пешачките тури низ природните резервати. Иако екотуризмот нуди многу придобивки, тој се соочува и со предизвици, како што се контролата на туристичкиот сообраќај и зачувувањето на автентичноста на дестинациите. Клучот за надминување на овие предизвици лежи во соработката со локалните заедници и континуираното едуцирање на туристите за важноста на зачувувањето на природното и богатото културно наследство. Со спроведување на одржливи постапки и практики можно е да се развие туризмот, што е корисен за сите вклучени страни. Екотуризмот е мојчна алатка за зачувување на природните ресурси и одржлив развој на заедницата во секој поглед. Преку одговорни туристички практики, поддршка на локалните економии, зачување на наследството, екотуризмот придонесува за создавање подобар свет за сите наредни генерации.
Екотуризмот представува форма на туризам што се фокусира на посета на недопрени природни области со цел зачувување на животната средина. Екотуристите се стремат да го минимизираат својот еколошки отпечаток додека уживаат во природата и во културната убавина на местата кои што ги посетуваат. На овој интересен и специфичен екотуризам ги препорачуваме следниве авторитетни извори. Светската туристичка организација на Обединетите нации, која обезбедува насоки и политики за одржлив туризам, Меѓународното екотуристичко друштво, кое нуди ресурси и едукација за екотуризмот, и National Geographic, кој опфаќа приказни истражувања од светот на екотуризмот. Екотуризмот представува клучен чекор кон зачувување на сите природни ресурси и богатства и за одржување на убавините на локалните заедници и дестинации. Преку сериозно и одговорно патување, овие туристички дестинации можат да го зачуваат целокупното природно и туристичко наследство, а воедно да им обезбедат автентични искуства на сите посетители. Оваа форма на туризам ја подигнува свеста за важноста на зачувувањето и игра витална улога во создавањето на одржлив и етички туристички сектор за иднината. Почитувани мои, полна ми е душо што ете овде да се наоѓам во старото село, така да наречам Македонска Слешница, што дека се наоѓам во етно ресторанот, во гостилницата на Валајци, каде што полна ми е душо пат, овој ќе да напоменам за оние стари јадници кои што и денеска овде ќе се почитуваат, а исто така и така да речем и оние специалитети курмански кои што овде ги има ова гостилница, а сето тоа што се вика подкрепено со слешно, со сето она што овдека мештаните од селото Слешница го произведува, тоа е демегисарското грабче, демегисарското хромиче, лукче, копирче. Тука можете да ги најдете сите оние специалитети курмански од регијата Демигисарска, кои што, ете, врнде готвачи, така речено, овдека во овај етно ресторан ги припремаат според оние стари рецепти, бабини рецепти, кои што овдека оврчувам нивните баби, односно бабите на демигисарци ве предсветува на целото Слешница. Тие стари рецепти ги пренесувале на нивните черки, нивните внуки, па и овојче невести, снаи, така речено. И сето тоа, така речено, подготвено овде во овој етно ресторан. Гледајте и уживајте. Како по стар надред и обичај, овде во селото Слешница, овдека во гостилницата на Валајца, се уште имаме ова фурна и се уште, така да речем, во ова фурна се печат гурманските специалитети овдека во ова гостилница. Што спремаме денеска за гостите? Финска коленица и ребро фурна. Ајде да видиме како тоа изгледа.
стварите на здравие ручега. Доаѓате ќе 100 пати тука. Што е тоа? Што ве влечи да бидете тука во Китко мирно планинчево, јаде ги пие ниво. задоволни од гурманството што од специалитетите? Газдата пријател ми е тоа. Так, од каде сте иначе вие? Ние сме Од кај мене, јас сум од Рилево, Прилепско. Силен Штрко сте ние. Така. Како не, пријатели беше? Ајде, знам дека Да. На здравие, руче уште еднаш. Да сте здрави живи. На здравие. Често пати доаѓате овдека. некако ала. Што е тоа што ве влече овде во Слештица, овде во етнокомплексот гостилница на Валајца? Природа и уникатен амбиент. А се разбира и овие гурмански специалитети си по потекло од тука, од Демихисарско. Од каде сте вие? Од кое место? Село Обедник, живеам во Демихисар. Така, вие господине? Село Вардино. Од Вардино. Така. Вие што ќе им препорачате на вашите пријатели овдека, во Слештица, све тоа што е познато по Петрема Андреевски, по Пире и по Романот, да дојдат тука во Секако. Нема да сгрешам. Во секој случај нема да сгрешам. Во етнокомплексот гостилница на Валајци можете да ги пробате вкусовите на слоешничката препек сливова ракија, слоешничкото мезе кое се состои од слоешничко кромиче, лукче, благо и луто пиперче, слоешничко патлиџанче, слоешничко сирење, кисело млеко, подквасено со природен млечен подквас направен од сириштето на кравиото или козиото или пак овчкото млеко. Тука се разбира можете да се насладите и од вкусот на слоешничката пита, желник со коди сучени на трпеза со сукало, печени во фурна, печено јагне на слоешнички начин, залиено со црвено вино од сортата станушина, а сето ова подкрепено со традиционалната демихисарска, пред се патриотска песна. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе повторно да го посетам демихисарското село Слоешница, чија негова колоритна убавина која му ја дарила природата ја надополнуваше етнокомплексот гостилница на Валајци да направам документарна репортажа. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Слоешница, не ми се напушташе етнокомплексот гостилница на Валајци, но морав да се заминам затоа што ме чекаа и другите демихисарски села и за нив да направам документарен видеозапис со едно ветување дека повторно ќе наминам во Слоешница, дека повторно ќе наминам во етнокомплексот гостилница на Валајци, за да Господ живот и здравје на сите нам да ни дава.